покажи и направи нешто добро за Македонија. Науките на вештерките со голем маскенбал се прослави во интернационалното училиште Нова. Тоа беше голема забава. Децата парадираа во маски, облечени како вештерки, костури, вампири и принцези. Може да се видат многу маски. Се фотографира и уживаа во музиката. Настанот беше од донаторски карактер. Родителите подготвија специјалитети и ги продаваа на гостите. Господја Голд, може ли да ни го појасните значењето на Халоуин? Вие сте американка. Well, Halloween is probably the most favorite holiday of all the children because they get a chance to dress up, to get candy, to go to parties, and to have a lot of fun with different kinds of games. So it's a very, very important holiday for us in America. Каква е вашата соработка со PTA или Асоциацијата на родителите и наставниците? I am very, very fortunate as a principal to have such wonderful parents who are willing to work with the school and put on a party like this. They're very committed to the students, to the community, and it makes the school so much better and the experience so much more valuable. Зашто се најмногу заинтересирани учениците? Well, students are very much interested in their learning and in their classes, which I'm happy to say. They're also very much interested in making friendships with children from around the world. They're interested in travel and being part of a group of people that look differently, that speak differently, but still everybody has similarities and gets along well. Во што сте денеска маскирана? Well, it's funny because I asked my teachers to find out a costume for me, and this is how they dressed me. So I didn't choose the costume myself, but it was given to me. And I guess I'm some kind of superstar or pink or somebody like that. И уште да ни кажете кои се вашите очекувања од денешниот настан со оглед дека неговата улога е донаторска? Well, there are certain things that we're hoping to purchase with the funds that come for the school and also for possibly other charities. My hope is that the children have a really good time, that the parents also can come and meet each other, and I'd like to personally thank all of the parents and teachers in our PTA who have been so wonderful in putting such an event on for us like this. Thank you very much. Thank you very much for coming. Welcome. Во Интернационалното училиште Нова е организирана и активно работи Асоциацијата на родители и наставници. Родителите даваат голема поддршка на училиштето и целокупната заедница која веќе брои 600 ученици. Како е организирана оваа асоциација, кои се нејзините членови и активности, повеќе од разговорите со родителите кои се дел од извршниот одбор на оваа асоциација. Тие ни ги пренесоа своите впечатоци. Госпоѓа Веновска, вие сте ко-председател на Асоциацијата на родители и наставници. Да ни кажете што означува оваа асоциација, како е организирана и кои се нејзините цели и активности? Благодарам на прашањето. Асоциацијата на родители и наставници, или како што го велиме ние PTA, е место каде што сите родители што имаат ученици во Нова, што значи од основното училиште, од средното училиште и од гимназијата се собираме заедно, одржуваме состаноци на кои што заеднички го избираме водството на нова здружение и понатаму на тој начин ги планираме активностите за да заеднички со здружени сили, родителите и наставниците превземеме активности со кои што ќе подобриме средината за нивното учење, за сите други воншколски настани и активности. Во овој случај нашето здружение PTA има ново членство или нов менеджмент кој што е избран пред околу 2 месеци и на него избравме две ко-председателки, значи едната сум јас, а другата е мојата колешка Нада Стиватер. Моментално не е овде, меѓутоа ние секогаш заеднички работиме и заеднички се координираме во донесувањето на одлуките. При формирањето на ова здружение со цел за да можеме некако да ги канализираме активностите и да бидеме поорганизирани,
при вршењето на при поддршката на најразличен број на настани и активности на самото училиште Нова. Формиравме 3 комисии. Едната комисија е за организирање на настани и за собирање на фондови и можам да кажам дека денешниот настан на кој што вие овде присуствувате, организирањето на Халоуин забавата за најмалите ученици од основното училиште, се должи пред се на организацијата на нашите членови од Комитетот за настани и за собирање на фондови. Потоа другиот комитет ни е за Добре дојде. Тоа е исто така комитет кој што си има своји задачи и цели, односно во подготвување на различни информации, брошури, контакти со наставници, со родители, со ученици кои што за прв пат се запишуваат во Нова, за да може тие полесно да се воведат во животот на училиштето, меѓутоа и во животот на заедницата, така да доколку доаѓаат од некои други земји да може да знаат доколку има и други семејства кои што се од тие земји и побрзо да воспостават контакти и да се интегрираат во животот во Македонија. Колку време е потребно да се организира еден ваков настан како што е денеска овој? Па навистина треба неколку дена за една организација на ваков настан, со тоа што подготовките почнуваат и малку порано, затоа што треба да се испланираат, да се искоординираат, да се информираат и наставниците и учениците, да се превземат активности во однос на кој начин ќе се собираат фондовите, на кој начин ќе се обезбеди храната или на кој начин ќе се обезбедат сите други активности што се во поддршка на настанот. Да речеме од прилика една недела, меѓутоа со интензивна работа се разбира пред се на PTA и на представниците од Комитетот за настани за собирање на фондови, меѓутоа во соработка со наставниците од училиштето Нова, кои што пак ги организираат учениците. Какво е вашето искуство, досегашно искуство во оваа асоциација со оглед на тоа дека имате син 3-та година во гимназијата Нова? Па јас имам многу позитивно искуство, затоа што син ми е во Нова уште од прва година, што значи во ова е веќе и моја 3-та година заедно со мојот син Боријан. Во првите 2 години исто така бев активен учесник и член на ова здружение или асоциација на наставници и родители. Допринесува во организирањето на сите настани, било да се тоа да речеме новогодишните настани и средби, представи, другите настани во однос на организирањето на базарот или на одредени настани кај што треба да се организираат, да се присоберат различни фондови во поддршка на различни активности кои што се воншколски или школски на нашите деца, како на пример за обезбедување на книги за библиотека или во овој случај како што имаме и барање за поддршки, собирање на фондови за да речеме здружението или воншколската активност на децата кои што работат во роботика, односно градат роботи, ги програмираат и со нив настапуваат на некои меѓународни активности на училиштата Нова. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Може би само да додадам уште нешто. На почетокот кога ги споменував комисиите, не ја споменав и многу важната комисија, 3-та комисија која што ни е формирана, а тоа е за подобрување на училиштето и за акредитација, која што пак си има исто така и своји цели активности во однос на, да речеме, подобрувањето на животот, на приодот кон училиштето, нели со возила и така натаму во однос на безбедност на учениците при тој приод, а исто така и во различни активности за акредитација и признавање на начинот на работата во Нова, во земјата и вон земјата со различни лиценци. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. Boo! I see a ghost. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a vampire. Welcome to my house. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a skeleton. Hello. Have you seen my coffin? Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a witch.
the street on Halloween night. Lots of scary monsters and other strange sights. I see a werewolf. Walking down the street on Halloween night. Lots of scary monsters and other strange sights. I see a mummy. I'm sorry I don't have time to talk. I'm all wrapped up at the moment. La 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 Walking down the street on Halloween night. Lots of scary monsters and other strange sights. Господја Мачковски, да ни кажете зошто се одлучивте да бидете дел од асоциацијата на одборот на родители и наставници? Па, јас се одлучив да бидам дел од оваа асоциација поради тоа што сака да бидам вмешана во настаните на нова училиштето и сакав со мојот тим кој што се состои од прекрасни жени, амбициозни и учителот по македонски јазик во средното школо Душко Крсевски, кои што внесуваат многу амбиции во нашиот одбор и за успешни настани и за прибирање на донации за училиштето, кое што понатаму ќе биде наменето за децата и учениците од училиштето Нова. Од кога сте вие член на ова здружение? Бидејќи јас што туку се преселив од Америка, јас сум нов член и јас сум ко-председател и со задоволство ќе извршувам оваа функција. И се надевам дека ќе успеам некои искуство од Америка што ги донесов да ги пренесам во овој одбор, во ова училиште. Кои се вашите очекувања за денешниот настан за Халоуин? Па, моите очекувања беа премногу големи, меѓутоа како што можете да видите и самите, можам да кажам дека очекувањата ми се исполнија. Одзивот е премногу добар, децата премногу фино се забавуваат и ние успеваме сите донации од родителите убаво да ги пласираме и да генерираме донации во парични износи, така да можам да кажам дека тоа што го очекував, мислам дека ќе се исполни денеска. Вие сте и родител, така? Јас сум родител на два ученици во училиштето Нова, кој што почна прва година, оваа година. Син ми е 7-мо оделение во школото Нова, он се вика Филип Мачковски, а ќерка ми е 9-то оделение или прва година средно во средното училиште Нова и она е активен волонтер во ПТА организацијата Одборот Асоциација на родители и она ни помага моментално работи на овој евент. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Halloween, Halloween, creepy crawly Halloween, trick or treating all in fun. October 31st has come. Halloween, Halloween, spooky kooky Halloween, kids in costumes, what a sight on Halloween tonight. Big black cats, vampire bats, ghosts and goblins out tonight, causing quite a fright. Halloween, Halloween, painted faces, what a scene. Door to door they trick or treat for something sweet to eat. Halloween, Halloween, celebrating Halloween, jack-o'-lanterns all aglow, so the ancient stories go. Halloween, Halloween, Celtic started Halloween, they celebrated
witches fly and children scream tonight on Halloween. Witches fly and children scream tonight on Halloween. Gospođa Mundra, вие сте координатор на одборот за организирање на настани и собирање на донации на Асоцијацијата на родители и наставници. Да ни кажете кои се вашите активности? Hi, PTA over here in Nova is very interesting, and I'm very grateful that the teachers, the parents and the kids in Nova School actively participate in all the ongoing activities in Nova. And I'm very grateful that I'm a part of the PTA in Nova School, and I'm very happy that my son is also in Nova, and we are very happy to be a part of Macedonia too. So, како функционира овој одбор? There's a group of parents who unite together, whoever are interested in the fund, like we are from the funds and the event committee, fundraising and events committee. So what we do is the parents who are interested to come to join this committee, we all form in together and we try and discuss various activities we can do in Nova, and also as a part of the fundraising committees we have different objectives. So combined effort of all the parents, we put up a great show over here. Како ви се допаѓа денешниот настан Халоуин? Да ни објасните и кои се вашите очекувања од овој настан, бидејќи има донаторски карактер. Today what we have done is we have combined the bake sale for the 4th and the 5th grade students of Nova along with the PTA activity of the Halloween party. So we have a combined party today in the Halloween. In the bake sale what happens is the parents come in, and since this is a fundraising activity, the parents need to donate cakes, sweets and salty things, and we sell it over here to the parents. And for the Halloween party, it's more for the kindergarten and for the pre-kindergarten, where I think they are the best to enjoy Halloween party because they dress up in various different characters. The objective to have this party together is for the kids and for the parents to unite together in the school and to be a part of the activities happening and also to raise funds. Благодарам многу. Фала многу. Ноќ на вештирките или Хелоуин е празник што се слави на 31 октомври. Ноќта на вештирките има корени од келтската традиција и друидите, ноќ кога се верува дека се појавуваат духовите, вештирките и вампирите. Тиквата постои илјадници години и е символ на есента, но и на светлината, па затоа обичај е да се длабат тикви и во нив да се става свеќе. Децата маскирани на ноќта на вештирките одат од куќа на куќа и добиваат сладки подароци. Ова е народен празник, но некои христијани и пагани се посебно врзани со него. Овој ден често е поврзан со црната и портокаловата боја и посебно со символот на тиквичката што свети. Активностите поврзани со овој ден вклучуваат шеги, посетување на проколнатите места, палење логорски оган, маскенбал, резбање тиквички, читање страшни приказни и гледање хорор филмови. Зборот Хелоуин во нашиот јазик не е буквално преведен. Буквален превод од англискиот корен на зборот Хелоуин би значал ноќ пред денот на сите свети мртви. Како се викаш, да ни кажеш? Николас. А ти? Виктор. Во што си маскиран? Јас сум маскиран во СА од еден страшен филм. А ти? Полицаец. И зошто сте вие двајца врзани заедно? Не знам. Бидејќи сме најдобри пријатели. Кој ви ја одбра маската? Оваа маска мене ми ја одбра брат ми и мајка ми, бидејќи не можев да се одлучам, имав многу. А тебе кој ти ја одбра оваа маска? Што значи тоа? Јас сам. Сам? Да. Сакаш да бидеш полицаец? Не, сакам пилот, ама не можеме да најдеме. И ово најблиско што можеше убаво со овие наочари. Која е најубава маска според тебе од цел настан, од сите маски? Која маска најмногу ти се допадна? Не знам, стварно.
Мене ми се допадна на едно другарче Петар. Имаше слична како мојата и многу ми се допадна таа. Што беше таа маска? Беше од Scream еден филм. Како ти се допаѓа оваа манифестација, каде што сите другарчиња сте маскирани? Како ти се допаѓа Халоуин? Па, Халоуин жалам што го немаме во Македонија, ама многу е интересен ден, сите сме маскирани во некои страшни работи, некои смешни. И со другарчињата интересно си го поминав денот. А ти како си го помина денот? Добро, немаше проблеми денес, иначе интересно е како сите се маскираат, иначе да, како жал не е што е во Македонија. Ти благодарам. Во што се разликува Халоуин и 1 април, знаеш ли? Па, не знам баш, ама можам да погодам, бидејќи на 1 април сите деца се маскирани во што сакаат. На Халоуин се оди по куки и се бара бомбони или прават трик. Да, иначе како во Америка ќе одиш по куки, ќе викаш трикорчете, ќе дадат како бомбони нешто така и после ќе одиш како на април 1 ќе одиш на площад и таму како парадак има. Тоа се разликува. Како се викаш да ни кажеш? Вања. Како? Вања. Во што си маскирана? Во тиква. Зошто ја одбра токму оваа маска? Оти немаше друга маска и не ми се свига другите маски, тамо кој што бевме да купиме. Така, да ни кажеш, како си помина денеска со другарчињата денот? Како ти помина? Убаво ли беше? Па убаво беше, але најубавиот дел ми беше кога се облекувавме. Кој те шминкаше тебе на лицето? Таму едни што не шминка на Халоуин парти. Која маска од сите дечиња најмногу ти се допадна? Па, на една моја другарка Марија. Што беше маскирана таа? Во вештарка. И зошто ти се допадна баш таа маска најмногу? Оти имаше многу убава перика и беше многу убаво нашминкана и фустанот ти беше многу убав. И да ни кажеш, која е разликата, знаеш ли, меѓу 1 април и Халоуин? Па, мислам дека не ја знам разликата. Добро, ти благодарам. Како се викаш? Лора. А ти како се викаш? Марија. Во што си маскирана? Во вештарка. А ти во што си? Во вештарка. И зошто одбра да се маскираш баш во вештарка? Дека ја немам друг костим страшен. А ти зошто се одлучи за оваа маска? Бидејќи сакав оваа година да бидам вештарка. Како си помина денеска со другарчињата? Како ти помина денот? Убаво. Тебе како ти помина овој ден? Убаво. Што правевте денеска со другарчињата? Ева ништо, надвор игравме и учевме на школа. Што правевте? На арт, кога довршивме проектот. Знаеш ли да ми кажеш што е разликата помеѓу 1 април и Халоуин? Халоуин е страшен празник. И што е страшен? Па, не знам. А 1 април? 1 април можеме у било каков костум. А на Халоуин не можеш? Да. Како се викаш ти? Милона. А ти како се викаш? Марко. Во што си маскирана ти? Ариел. А ти? Во клон од Star Wars. Кој ти ја одбра маската? Мама. А тебе? Јас. Ти одбра зошто одлучи токму во ова да се маскираш? Па, ми беше интересно. Како ти помина денот со другарчињата? Добро. Добро. Тебе како ти помина? Убаво. Што правевте со другарчињата? Се игравме. И се игравме со Марко и со Лука. Вие сте брат и сестрича? Не. Јас и тој тамо се вика Лука и сме браќа. А ова ти е другарка, така? Да, има и сестри во гора.
Колку години имаш ти? 4. А ти? 6,5. Дава. Ви благодарам. Како се викаш ти? Радослав. А ти? Матеј. Во што си маскиран? Дарт Вейдер. Што? Дарт Вейдер. А ти во што си маскиран? Батман. Зошто одбра да бидеш Бетмен денеска? Штото го сакам и го обичам. А ти? Затоа што... Кој ти ја одбра маската? Мама. А тебе кој ти ја одбра маската? Мама. Како си помина со другарчињата денеска денот? Како ти помина? Што правевте со децата? Си играхме и си играхме и сега сме на Хелоуин парти. Што правеше ти со другарчињата? Играмо се нека... Имаше парада, учествуваше на парадата со маски? Да, на парада. И да ни кажеш, која маска ти беше најубава од сите? Дарт Вейдер. Која е таа маска, што беше маскиран? Дарт Вейдер. Што беше маскиран? Која ти беше тебе најубава маска? Батмен. Којата најубава? Бетмен. Да. И благодарам. Зошто фенери од тикви? Тие потекнуваат од терминот Will o the Wisp, кој е шкотско-ирски начин да се опише феноменот на атмосферските топчења од светлина, кои се појавуваат околу мочуриштата. Што со сладките? Соулинг било практика во средовечна Англија, кога духовите оделе од врата на врата, барајки од богатите малечки тортички наречени торти за душа. Во замена за тортите тие се молеле за семејствата. Откаде потекнува трик или честење? Како последица на соулинг, правењето трик или честењето најверојатно потекнува од шкотските шетачи, кои оделе од врата на врата и барале пари. Каде е месото? Причината поради која ноќите на вештерките вклучува само благи работи, јаболка и мали торти е затоа што според христијанската традиција овој ден се смета за посен. Бркањето јаболка е активност што вклучува ставање јаболка во големо буре со вода, околу кое се собираат неколку деца или возрасни кои со заби треба да ги извадат јаболката, кој ќе ги извади повеќе, тој е победник. Исто така, јаболко се закачува и на јаже. Некој стои пред јажето, тоа се турка и со заби треба да се вати јаболката. Зошто мора да се облекуваат така? Традиционалниот фокус на ноќите на вештерките било да се исмее самата смрт. Хелоуин или ноќите на вештерките е ноќ кога се одржуваат голем број на маскимбали во Америка. Маските вообичаено би требало да бидат страшни, па оваа година најпродавана маска за ноќите на вештерките беше лекар или медицинска сестра кои што се грижат за заболените од ебола. Кажи и направи нешто добро за Македонија.